у нешто конкретно, куде Снежета Велков. Седимо самовидни људи у овој нешто конкретно у коју све се кажуе од около, а никад тачно у центар и ништо не е конкретно. Сака, да се качи, да се вози со мојот мотор. Викаат дека кумановки се уличарки. Кумановки не се уличарки, кумановки во последно време се бекатонки. Торбичево, шо носиш во торбичево? Парички. Зашто ви требаат парички? Пак политичарите без пари никаде не ги примаат. Така? Да. Па дај ми го торбулете, кој е Може, така. да, појде. Добро. Мито во живо, Фала. казниво по закон. Представата на жртва ви дава комодитет. Пуританец, демохристијанин. Тој најде да зборува стереотип. за брак и за жени, а поготово Стереотипи туѓи. Ве молам, се тие, немојте. стереотипи. Да ја чувам уште или да ја предадам? Па, во последно време ризично да се чуваат туѓи торбички. Доста директори завршија на пот. Добро. Така да, не препорачувам да ја зачуваш. Не пипаме. Ми вика, па и не мора да им кажеш на татко ти, на мајка ти. Те научила да лажеш, баба ти? И тоа беше нов свет за мене. Ми откри хоризонти. И од тогаш не си престанат. Па не, ама. Намерата е вие да не удавите тука кога пиеме вода. Почетоците на политиката. Не избричив добро десната нога, па сега она ми е во кадар. Во моментов, еве, тоа ми е стравот. И не правам виктимизација Да се воопшто. покриеш бака со троа со ова покрисе. Не се приметува и не зјапаме толку. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарчев винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Јас сум во хотел Лима, каде денешната тема е храброст, лудост, мудрост или глупост. Се вели дека не можеш да бидеш храбар пред да се исплашиш од нешто и во суштина дека не можеш да бидеш храбар ако не преземаш ризик. И додека вие размислувате што е она што најхрабро сте направиле, јас ќе ги представам моите гости. Секој е храбар на свој начин. Првиот гостин, тој е легенда на македонската фолк сцена. Неговите рефрени ги пее и старо и младо. Ако речам Сашо Нојкиќ, не верувам дека некој ќе го знае, ама ако речам Цаки Кисми, тогаш сите го знаете. Повели! Добре ми дојде. Добре те најдов. 3, 4, одиме. И Сака, да се качи, да се вози со мојот мотор. Што е најхраброто нешто што си го направил, Цаки? Па најхраброто што го направил во мојот живот, така и размислувам што би било, мислам дека тоа што се оженив на 21 година, мислам дека е храброст, а до негде беше и лудост тоа време. Меѓутоа се не се кајам, фала на Господ добре, си имам две Не дечиња, изгледаш како лични, да не така. се кажеш. Добро е. Повели седни. Благодарам. А одиме со следниот гостин. Од Крушево Абер пристигна дека на гостини доаѓа политичар, коментатор и човек кој или е шизик на ризик или пак комитството зборува од него. Го поканувам професорот доктор Петар Богоевски. Повели. Благодарам. Торбичево, шо носиш во торбичево? Парички. Зашто ви требаат парички? Пак политичарите без пари никаде не ги примаат. Така? Да. Па дај ми го торбулете, кој е Може, така. да, појде. Добро. Мито во живо, Фала. казниво по закон. Значи, ова е најхраброто нешто што си го направил во живо да дадеш ми тоа? Не, сум направил похрабри работи. Така? Да. Што е најхраброто да слушнам? Може тоа во емисија. Може во Да емисија. не биде на старт многу страшно, ако се исплашат гледачите, ќе се повлечат од емисијата. Може, слободно, седни, повели. Торбиче да ќе го држам. Чува си. Добро. Одам понатаму. Следниот гостин е гостинка. Таа е колумнистка, лектор по македонски јазик, наставник по англиски јазик. Таа е кумановка, го има подкастот Подкастрување. Додека на сите мажите од Куманово им одеа во Авганистан, таа одлучи дека ќе земе маш американец. Колку се храбри кумановки и зошто викаат дека се уличарки, тоа ќе ни каже Ивана Аткинс. Ивана, повели!
Благодарам. Добре ми дошла. Боле те нашла. Ајде прво да одговориме зошто викаат дека кумановки се уличат. Кумановки не се уличарки, кумановки во последно време се бекатонки. Ние веќе немаме улици за одење. Уствари имаме, ама полни се со дупки. И затоа многу ви е погрешна информацијата. Или ви е стар вицот, не знам. Може да ми е стар вицот, да, ама гледаш собрав храброст да го кажем дури и стар виц. И имаш уште нешто за кумановки да ми кажеш? Храбро? Храбро, не знам зашто од секогаш се велело дека кумановките не се поштени жени. Тие може би имаат во 100 куќи спијано, ама ништо немаат украдено. Да, е тоа. А ти лично што имаш најхрабро направено? Веројатно намерата да бидам истрајна и да го работам она што најмногу го сакам. Односно да бидам сатиричар на времето во кое што живееме, а во кое што се похрабро станува да ја зборуваш вистината. Ај, умни овие кумановки повели. Молим лепо. И последниот гостин, и тој е кумановец, актер и стендап комичар. И тој одбра да не оди во Авганистан, туку на печалба да доаѓа во Скопје. И тој е единствениот кој што има тази слика со нашиот пранешен премиер. Сега, дали тоа беше храброст, дали беше лудост, или тоа е само мудар потек кој што одбра да го направи Жарко Јовановиќ, сега ќе ни каже. Жарко, повели! Здрај! Како си? Па исто како него, нели? Зашто ти се ладни рацете? Па така сега, како се вика ова, големи работи ќе зборуваме, ќе откриеме некои големи вистини за кои што доаѓаат од, нели, од горе. Од горе, а? Да. Уф, добро. И имам тука, ми ја даде Петар Торбичка. Ако сакаш ќе ти ја дадам, за да ми откриеш вистини. Не мора сега веднаш на почеток, тоа после. Ајде, што е најхраброто нешто што си направи? Па најхрабро нешто можеби е што дојдов во оваа емисија, затоа што тука има прашања или оние што се таа незгодна рубрика и заради тоа се мислам, али не, можеби храбро нешто што сум го направил е можеби премиерот кој што го имитирав 5 години за ред, значи со сите И уште си жив. И отидов и сам се привив кај него. Чук на врата, еве сум, да видиме кој сме што сме тоа. Ти бараше да делите по пола од добивката? Па, имитациите? јас би сакал да делиме по пола ако може, пошто од моите хонорари нема да му се исплати, а од неговото пола мене добро ќе ми дојде. Добро е. Ти благодарам, Жарко, повели. И време е да проверам кој од моите гости е најхрабар. Почнуваме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И официјално, добре ми дојдовте, драги гости, вака седнати. Петар Торбичкава. Да ја чувам уште или да ја предадам? Па, по последно време ризично да се чуваат туѓи торбички. Така. Доста директори завршија на пот. Добро, ќе ти ја Така вратам. Ќе ти ја не вратам. препорачувам Да не пипам. Пипај. Никола Груевски има секојаш проблем со торбички, така да. Особено од мене. Добро. Поминало низ негови раце. Екипа моја, вака како што го гледате овој состав, мислите дека јас сум шизик на ризик или вие ќе испаднете шизик? Ќе видиме на крајот. Ивана, како ти делува оваа екипа? Храбра ли? Ми делува дури похрабри од мене, дека Така? се. Да, Добро. Не бе. вака на прва. Ти имаше во случајов со прекрстувањето на ногата. Лева Дилема? нога за десничар, да. Лева нога за десничар. Доста Ќе примамливо. возвратиш ли? Доста примамливо. Доста примамливо. Така, со која нога ти ќе возвратиш? Па ја ќе ги зачувам вака двете нозе. Добро. Господине премиер, вие? Па како сте? Па добро, еве, јас вака ќе исто ќе останам во оваа позиција, па потоа ќе видиме. Сега сме ние надвор од нели политичките кругови, па можеме да уживаме во пензија. Добро. Ве прашав што е најхраброто нешто што сте го направиле и Цаки морам да признам дека беше најоригинален, затоа што рече дека многу било храбро тоа што се оженил на 21 година. Како ќе се вратам сега дома, ама не размислив за тоа. Ама сега па за толку малку, Цаки? Да, виж тоа што вика. Па да. И дедо си, имаш внуче. Да. Така. Си го поздравам моето внуче Јаков, нека ме живи здрави, сите се дочекате и тоа е нешто најбавото во животот. Така, добро. Ивана, кај тебе спомнав, сите одат мажи во Авганистан, ти не реши да праќаш маж во Авганистан, туку од... Ние всушност работејки на тој проект во Авганистан и се запознавме. Значи, па е така тука што Авганистанот. доколку Добро. сметаш дека тоа е храброст, јас едно време сметав дека е лудост.
Меѓутоа, после сватив дека самото одење во едно такво подрачје беше храброст само по себе. Да живееше во Америка? Живеев и во Америка, И во непосредно Авганистан? после тоа и во Авганистан работев. И па веројатно една од работите најхрабри во животот што сум ги направила е секако одлуката толку млада после завршен факултет лектор по македонски јазик да отиде веднаш да работи на еден проект каков што е Авганистан, а тука на исто рамниште би ја ставила и одлуката да живеам во на еден остров како што е Галвестон во Тексас. Ти, Ивана, ако продолжиш, нема што да кажат други. Чекам. И на островот и те фати ураган, што беше тоа? Ме фати ураган 2008 година, И тоа беше ураганот Ајк, така што ајде нека биде тоа доволно за Нека биде почеток доволно, за храброста. Имаме Која година тоа, бе? Како? Ураган, која година? 2008 рече. 2008, Ти Ајк. не си бил роден. Не бе така. Сумно. Кој мандат ти бил? Пошто не си женет, значи ќе отидам таму. Значи викаа дека голема храброст е кога мажот треба да побара девојката за сопруга. Кај тебе како беше? Имаше ли тука јунаштво? Имаше ли тука комита? Имаше ли тука... Зависи од кандидатката. Твојата каква беше? Во мојот случај таа ме подбуцна. Со што? Со Па она... ако не се сетеше таа, ја немаше да се сетам никад. Кажи како те подбуцна. Па многу шок терапија и ја веднаш се сетив дека е време за женење. Аха, рече ќе те оставам. Не. Него се одлучивме да направиме дете. Така. И таа ме информира дека е обидот успешен. Да биде како. И бевме... После таа беше испрошената, а јас бев срекниот. Али како и да е, обидот беше успешен и трае до ден денес. И тоа е една од моите најдолги и најуспешни животни приказни. Браво, одлично. Кај тебе имаше таков обид за правење дете или вие направивте дете, па? Не, немаше. Детето дојде покасно, после 3 години. Ти така. Беше на проба, да видиме како. На проба, гледаш ли? На проба. Да. Значи сега Жарко од Не се ова брзо, да. Така, на Наравно. Сега Се Жарко... треба да се проба, како у театар. Проби што си, нели, не можеш одма на премиера да идеш. Мора да има проби. Ти не си женет, не си храбар да се ожениш или не се нашла таква храбра која што може да те издржи тебе? Па не се уште женам, што знам некако. Ќе оставиме уште малку време, нели, да помине, па можеби тогаш. Се во Будимпешта далеко е. Нема везе тоа. Туѓина е специфично. Боле тук. Кумановка ли ќе земеш? Кумановка нормално. Какви се кумановки? Да ги Какви? дефинираш. Не Дали сум, се домаќинки? не Дали сум се... доволно храбра да одговорам на тоа прашање. Можеш да ме прашаш, Снежа, какви се мажите кумановци? Ајде, какви се мажите кумановки? Какви се жените? Па не, Држи се. какви, какви, еве да почнеме со Ама тоа. на кумановски да ми кажеш. Мене ми беше гостин вашиот градоначалник. Како му бе песната? Максим Димитриевски. Значи тоа Добро ја сериозен пеам. хит, а? Таа ја пеам Многу боле од сериозен Цаки. хит. Јас ја обацувам кога правам некои журки така, само тоа кратко така и многу палија. Нели? И взимам и пари на тоа. И пари зимаш, браво. Ете, тоа е тоа. Значи ми беше кога ми беше Нешто добро гостин, е тоа. ми рече дека кумановци во суштина се жените во суштина ја водат куќата и вели вака дека петел пое, ама кокошка ноти пишува. Така ли или не е така? Па да, Па така тоа. е некако, знаеш. Види го колку му е страх. Како викаат, женско не се прашува за години, нели? А машко не се прашува по за ништо, да. Така си е, Не се добро. давај жаре. Тоа е една чудна перцепција, морам да кажам. Воопшто не е така. Не поради тоа што имам потреба директно да го критикувам нашиот градоначалник, туку поради тоа што не ги сакам генерализираните представки од тој Добро, тип. има и кокошки што не знаат да пишуваат ноти. Не, значи И во петли што не знаат колку рикаат. И не знаат, нели? Да. во ова време во кое што живееме, во овој социолошки инженеринг, многу е тешко да се
не да се зборува на оваа тема, туку тешко е да се изменаџира времето на една жена за кое што тврдам дека и е единствениот стрес на дневна основа. Така што не би можеле да кажеме дали сите кумановки се домаќинки, но можеме да кажеме дека сите кумановки се трудат да го дадат најдоброто од себе, да бидат добри домаќинки, да го изменаџираат времето доколку работат во Скопје, како што јас едно време работев, каде што најголемата храброст, веројатно на дневна основа ми беше да не се критикувам премногу самата себе си што не сум дома оставила чорба, него детето глупости да јаде. Че не убеди да се разведиме, Да се Че не разведиме. убеди кумановка за Ама добра реклама прави Сега сега. стане за Клишевченки. Гледаш ли како се брани Па тоа? ваква реклама, ја до сега не Локал сум видел. Ама добра патриотизмот реклама, на стварно. велики. Ја мислам Стварно, дека да. кажав Ја кумановки, мислам да. Ивана наследите Кога избори бе да пил го Ерген, Да, би земал Ивана веќе може. кумановка. После ова. Така ли? Да. Немој доста сега После таман. ова кумановка би земал ако бе Ерген. Добро е, ти да си земеш Куманов. Најмногу. Ајде. Политичарите немаат добра смисла за хумор, не го сваќате сериозно, ве молам, да. Стереотипи. Ивана, бе. Стереотипи. Па баш беше... Пуританец, демохристијанин. Тој најде да зборува за брак и за жени, а поготово туѓи. Ве молам, немојте. Немојте да квариме на почеток. Само да работе политичари. Да свртиме нешто, ја за храброст дојдовме. Гледаш колку е храбро да се одма ќе се закачи тука. Добро. Значи, ајде да прашам, кој ви беше обилен јунак кога бевте мали деца? Во кого верувавте дека ќе ве спаси или она дека бил најхрабар? Цаки? Ја да го спомнам, постарите може го памтат, може не, јас Сандокан. Сандокан. Моето улично куче се вика Сандокан. Се најдовте. Добро, кои карактеристики ги имаше па толку многу те фасцинираше? Сандокан беше еден таков јак со мечот, го памтам, јас како мислам, мал бев, ама Па и сега не си Петар голем. го памти Сандокан. Така, добро. Таков јунак некој на телевизија што го видов и остано сеќавање. Сега да не го спомнам Супермен или од тие се отпоново. Ти си пробал да леташ? Сандокан Си пробал да леташ, нема кој не пробал со плашт, сум пробал, да. нели? И? И страшно е така. Добро. Жарко, тебе? Па мене што знам, можда Робин Худ, не знам. Ау, типа, Па види. стварно, да. За да им помагаш на Да, од секојаш сум сиромашните. сакал да тие што се, како се вика, малце дали поценети, дали, знаеш, таа улога да тргнеш е увек многу интересно. Така. Ти се оженили овој скоро или не со оваа идеја? Со таа од шумата, да. Робин Худ, Кумановски. Од шум или некој од Билјановце таму, од Куманов. Од студену воду. Ето, тоа е. Добро. Ти, Петар, имаше некој јунак или кај тебе Има, како идеја? е? Кој? Химен. Оу, Да. во моќта на Стивиот череп. Да, не се знае. Јас сум моќен. Нели? И Грингер стана помоќен. Верував дека постојат надприродни моќи и како пораснав, кога сватив дека не постојат, тогаш започнав да ги повеќе почитувам тие кои немаат надприродни моќи, а кои цврсто газат на земја. Тоа е добро. Добро движење имав од Кој му- детство до денес. Кој му беше противникот на Химен? Черепот. Черепот. Ау, черепот. Се сеќавате ги на Химен? Да. Добро. Тебе, кој ти беше јунак или можеби си имала девојка? Јунак. Јас девојка не сум имала. Не е касно. Девојка не сум имала, но веројатно Супермен. Супермен, а? Веројатно Супермен, да. Се додека до таа мера дури што го мразев од дното на душата Джин Хекман. Стварно. Да, се додека не пораснав и не сватив дека тоа е еден од најдобрите актери, се разбира, и додека веројатно него не открив каде се наоѓа криптонитот. До Тој што го- до тогаш, да. веројатно до Тој што тинејџерските ме одземаше силата години. на Супер. Да. Јас помислив ќе каже Сталин, Не. а тоа сепак е Супермен. Како рековте, не ве слушнав? Помислив дека ќе каже дека е Сталин, Дека ти бил... Дека ми е Сталин. дека бил херој од Сталин. Зборуваме за цртани и филмови, вратете се во реалноста. Па тоа е најдобриот цртан филм кој сум го гледал. Добро. А како мали какви бевте? Бевте плачковци, бевте, не знам, тепачи, бевте бубалици,
Затоа што се обидувам уште од почеток да осознам дали сте биле храбри или не. Ајде, Цаки ти, како мал како беше? Храбар, тепач, плачко, Не. бубалица. Плачко не, тепач не. Фала на Господ да денеска се нема степено ни како мал, ни не памтам дека со некој. Добро. Ама сум бил добар организатор на групи, така на другари. Јас сум бил секојаш главен, првиот водач. И така. Значи, од тие си бил. Да. Добро. Ти, Храбар, Ивана? да. Тепачка не, страшно лоши резултати постигнував по физичко образование затоа што бев дебелка. Аха. Воопшто не ме интересираше да бидам ниту присутна на часовите по физичко образование. Не бев бубалица, но бев дефинитивно уште од малечка огромен талент за јазиците, за правилниот говор, особено на македонскиот јазик, за акцентските целости. Само председателката на Македонија, да не кажам на нашата држава, подобро може би зборува од мене. Бев со по некоја тројка и четворка. Бев малку були едно време и тоа е нешто што никогаш нема да си го простам. Од оние детски храбрости, сигурна сум дека на овие години би можела тоа да го издвојам како храброст што се поистоветува со една глупост детска. Така се закачаше со другите? Се закачав затоа што бев супериорна и затоа што секогаш бев модератор на некои манифестации, затоа што ме биваше за сценски настап, имав некој презир спрема Никого не си натепала? Спрема слабите ученици. Никого не си? Не. Добро, безбедни сме момци. Тоа прашувам. Јас сум најблиску. Ти си најблиску. Со кашкавалче да го почне. Добро. Ајде, Жарко, ти? Јас бев хиперактивно дете, како што викаат Добро. сега модерно или немирно, нели? Добро. Како што може да се каже, али што знам, повише, за разлика од Иван, еве, јас сакав, например, физичко, сакав спорт и тренирав фудбал некој период. Ама сватив дека не сум баш нешто најталентиран за таа работа и гледам, викам, што е нешто слично на ова, пошто мене ја кога искачав, мене ме нема цел ден, знаеш, цело време на игралиште ме бараат, што како и викам, морам нешто да најдам што е слично на ова. Што ќе те гледа публика, знаеш, као тренер што има, некој што ќе ти кажува каде што да правиш, тоа е као режисер и викам, да бе, театар е, викам тоа. Добро. И така некако го сменив тоа. Добро е. Ајде ти, Петар, како беше како малечок? Во Крушево израсна, така? Или? Тепач со сите петки. Ајде, најдобрата дефиниција. Преседател на клас од прво одделение до крај, водач на маалски банди, кој секогаш имаше од 100 можни поени 105 на тестови. Значи тоа ти беше заштитата дома, као нема зошто да те караат, затоа што не. пасите ти се пет. Заштитата дома ми беше баба ми. Баба. Како се викаше Таа баба? ме покриваше, Катица. Таа ме покриваше комплетно, таа организираше све и ми отвараше видици. И идеолошки, меѓутоа и за снаоѓање во животот. Кога не можев да се снајдам, прв пат доаѓам дома и викам јас добив кец. И тоа беше страшно за мене. И викам се како ќе кажам доба кај на светот готово. Ми се сруши све во животот, од четврто одделение мислам дека беше или трето. По што доби кец? Не се сеќавам пошто беше, ама беше зашто не купив геврек на Да, на беше. учител не купив геврек на време, закаснав. Не, од не Ќе знаем. не. И ми вика, па и не мора да им кажеш на таткото и на мајка ти. Те научила да лажеш баба ти? И тоа беше нов свет за мене. Ми откри хоризонт. И од тогаш не си престанат. Па не, ама. Намерата е вие да не удавите тука кога пиеме вода. Почетоците на политика. И така станам политичар. И тука веќе имаш нови хоризонти. Добре, браво за баба Така да, Катица. интересно дејство. баба. Снеже, Мори, Снежа, ти на мене ми викаш дека сум храбра. Браво за муабет. Гледаш ли? Е, така. Па, треба да видам па од што се плашите тогаш. Што се плашиш ти? Саке ти од што се плашиш? Еве да ја оставиме да размисли, а? Кој прв, Не, кој има не што? праша, ја ќе размислам. Од што се плашиш? Не мора да е сериозно, може да е, например, од пајаци се плашиш ли затоа што викаат дека најчистите стравови кои што ги имаат жените се страв од инсекти. Имаш ли некоја бубачка од која се плашиш? Не, бубачки немам, освен во главата овие што ги имам понекогаш. Од бубачки не се плашам.
немам ни една од познатите или непознати фобии. Добро. Се плашам од стравот. Тоа е многу филозофско. Не е филозофско, ама е ирационално. Се плашам дека не можам да ги израционализирам своите стравови. Се плашам дека нема доволно да заработам овој месец за да одам да платам еден преглед во Врање кој што е 3000 денари наместо што е тука во Скопје во приватните клиники како што Петар сигурно знае 9000 денари. Доста го закачаш, Петар. Ма морам затоа што таква е, затоа што седи спроти мене. Се плашам од, ако ми дозволите, се плашам навистина дека ќе нема да имам добар ручек утре. Се плашам дека некој гостин во мојот подкаст ќе ми откаже или нема да сум доволно добра домаќинка. Значи, зборуваме сега за рационалното и за ирационалното. Се плашам дека ќе останам сама. Во смисла на тоа дека имам само едно дете и дека ќе замине и нема да се врати. Давајки им ги... Не е ли е тоа себично? Да размислуваш дека детето ако си замине, значи тоа е негов пат? Не е воопшто себично, ако се плашам дека ние немаме домови за стари лица кој ќе ме чува. Замисли си, Снеже, дом за стари лица, ако нема, а јас имам Алцхаймер. Ке сакам, ако се изгубу, нема ни да сам свесна дека некој сакам да ме најде. Што Ивана бе? Јас ти зборувам за моите стравови сега. Не се киреев. Ако случајно дојде до таму... Зарем тоа не е рационално ли е тоа? Јас ке те викнам, со мене ке седиш. И во емисија ќе си седиме и секогаш ќе си видиш нова гостинка, ти нема да се сетиваш дека си дошла. Последниот пак ќе си дојдеш. Многу ти благодарам за овие благородни идеи, што сите ли сте такви во Скопје, не знам. И веројатно тоа ќе престане да се плаши од вистината. Зборувајќи ја вистината, постојано во моите колумни, во мојот подкаст, напротив, јас покажувам една храброст и ги охрабрувам сите да зборуваат за вистината. Дали представата на жртва ви дава комодитет? Представата на жртва во смисла на тоа најмногу ве погоди она што реков дека дали ќе имам доволно пари да се прегледам дали во Врање, дали во Скопје, или она дека треба да им дадеме крилја на децата, но да ги потсетуваме секогаш кои се нивните корени. Генерално станува збор за поведение. Отиде ова у филозофски правац, враќај го се назад. Не ми одговориш. Дебата, ова е политичка. Не молам за реплика. Молам да Не ми одговориш. Не се работи тука, Петар, за самопожртвување или за улогата на жртва во општеството за виктимизација, за која што се почесто жените уживаат во таа улога. Јас мора да ве разочарам, не сум една од нив, но зборуваме длабоко за стравовите во животот. А да си го викнеш во подкаст? Можеш ли да дојдеш кај неа во подкаст? Да. Може. Разменете броеви. Еве, разменете броеви. Ќе го викнеш во подкаст и ќе си задоволен. А снимањето почна. Ќе размислам. Добро. Премиере, само дали имате некаква реплика на овие двајцава или не ќе си... Не знам во овој правец како да ја продолжам расправата. Јас можам само да дадам свое видување. Твоето видување За стравот, да. Од што се плашам? Што се плашиш, да. Што се плашам? Па ето тоа што го спомнав и претходно, знаеш, за можеби за настапите кога креирам некој нов настап и сега можеби тоа после премиера се е полесно. На наредните изведби кога веќе е опробано нештото. Меѓутоа прв пат кога излегуваш со нешто, а ти си работел на тоа можеби 6 месеци, 7, нов текст, смислуваш нешто, можеби за мене е смешно, можеби за некој друг не е, тоа се различни перцепции. А тестираш некого, например, пред... Мислам, јас кога се спремам емисијата, сега нели го прашувам баш ми, го прашувам син ми, ги прашувам другарки, им поставувам прашање, си вежбаш нели на своите така? Обично тоа си иде. Ти си вежбаш на некој или не? На мене. Во последно време на мене се вежба. Да. Викаш смешно. Да, затоа што јас снимам реклами во мојата собствена продукција АДП и тој многу добро се вежба на моите реклами. Да, се вежбам пошто како се вика, јас се бавам некогаш нели со имитација и точно знам и примери и тоналитетот на Ивана да го снимам и правам одлични како се вика шали на тоа. Стварно? Да. Добро е, добро. Еве сега смо у нешто конкретно куде Снежета Велков
седимо само видни луѓе у овој нешто конкретно у коју све се кажуе од около, а никад тачно у центар и ништо не е конкретно. Туј смо ја и Цаки Кисми, кој што увек пое само за хонорар, а никад за бакшиш. Такој ли Тој е е Цаки? и политичар со највише гласови у Македонија. И тоа е и моја маленкост, ја и девојка која што уопште не звучи овако е како мене, како ја што зборам. Тако ли не? Звучи. Штелуе га глас како Шерон Стоун од Ниски страст. Фатено, Добро е. штелуе га. Уште Цаки да ни каже од што се плаши Цаки. Се плашим од Ивана во позитивно смисло. Не, бе, него. Во позитивно смисло. Нема потреба да се правдате. Не? Не. Страшно е секако. Мислам, јас сум прашан се ја. Ајде. Па јас сум девица у хороскоп и обично девиците се плачат за еднината, што ќе биде како ќе биде. Јас тоа секогаш ми е такво нешто, имам страф. И се си планирам унапред што како ќе биде, дури и не спием некојаш ноќе ме фаќа. Нервоза се мислам унапред за 3 месеци, за година, за и едноставно не се плашам поврзано со работата, некојаш да не закаснам на свадба, што ми е најбитно. И да не сгрешам кога најавувам свадбата, да не погрешам нешто. Некојаш невестата нема, пример, или младожењата нема татко или Така, мајка. да. Они ме обавестуваат, меѓутоа секогаш тоа, знаеш, останува како печат, не дај Боже, и секогаш пазам тоа и се плашам од тоа. И фала Богу до сега нема сгрешам. Нема сгрешено. А нешто да сгрешиш името на невестата, тоа нешто не се Се случи. случувало, да. И леле. Се Тоа случило би и си ја додам на погодил. друга свадба да пеам, а сум ја утнал салата, мислам. Требаше Да, дека има две. Да, има еден комплекс тамо со 2-3 ресторани и јас бев као специјален гостин поканен пола сада да пеам така. И ја влегување у друга сала, не знам дека сум утнал салата, не знам како. И кога влегов тамо сите, Цаки, значи музичарите, овие зетот кога виде невестата вака, не знаат од кога изненадувањето. И јас си се местам и почнав да пеам. Супер, сите снимати и на време телефонот порака. Бе, вика, ајде шопреш. Јас Те нема, вика, кај бе, ајде, јас викам, кај? Леко ми текне на друга. У друга сала ме чекат. Тука си направи џумбус. Викам, извинете, вака и вака. Фал, супер беше. Добро, и не ништо не ти платија, нели не? Ни бакшиш? Не ми платија, меѓутоа бакшишот да го земам кога така си го оставам на колегите. Така, убаво рече Жарко, значи Така. добро те проценил. Хонорарот те земам пред време, меѓутоа бакшишот се остава на колегите, да. Така, а тебе се случило некој да сака да ти даде бакшиш кога си Прав де- стендап, па онака да ти... Прав десничар. Гледаш ли? Тоа е тој. Солидарен. Видиш, ама вака ги Зашто ставив на Ивана десно, така е, Ивана ми Ивана е... сменија ногата. И- И јас сум со задоволство. Благодарам. И јас сум девица во хороскоп, така Кај да што се ова свртиш е. сето десничари. Само ја централно ориентирана, видиме. Добро, ти ставаат некогаш? Бидејќи сме девици, ова свеќе мора да биде на средина, така? И ти го правиш тоа? И јас го правам тоа, да. Да, гледам, мора да биде Го правам тоа. И дури во биде моментов, конкретно. знаеш од што се плашам? Дека не ја избричив добро десната нога, па сега она ми е во кадар. Во моментов, еве, тоа ми е стравот. И не правам виктимизација да се воопшто. покриеш вака со троа со ова покрисе. Не се приметува и не зјапаме толку. Не зјапаме толку добро. Чекај да одговори, момче. Се случило ли некој да сака да ти рече еве бе Жарко, многу ми знасме да ти кладе тука некој бакшиш? Бакшиш, па се случува као песните, пример, Цаки кога пее, па му порачуваат песни и на мене. Ајде, дај сега малку, доста слушавме од Груевски, дај малку од Заев, еве ќе платиме ако треба, да. Не, се шала. Али добро би било да е така што можам Ама по ти може нарачка. треба тој тренд да го направиш, еве Па да се може да. охрабриш и да го направиш тој тренд. Па може, тоа е доста интересно као по нарачка, сакаш имитација. Ќе ти кажам како треба. Како? Ќе ти кажам. Ќе ти кажам како треба да почнеш. Може. Нели, тоа е добро. Да, и на пример на Ќе вас размислам политичари. за ова понуда. Замисли на вас политичариве да ви кажат. Уствари не на вас треба Ќе да ви размислам за ова зимаат. понуда сериозно. Одличен пиар би бил. Нели? Многу болji отколку 10 реклами на ТВ. Тоа е тоа. Со бакшиш уствари. Мислам, порано беше добро за бакшиш која, а сега плаќаат на жиро рачун, знаеш, и тоа е малку. А да. порано, знаеш, кога плаќаа вака у кеш, увек остане некој бакшиш плюс. Терминалче ќе си носиш. Првенствено ја шуте на ТВ. Како? Терминалче ќе си носиш цак Да, да може. земеш Што да си направиш мислиш? све. Добро. Ти кажа од што се плашиш? Не, не кажи. Не кажа, ајде, кажи што се Стално ме плашиш. забораваш ми. Не те забораваме, еве Иванов тука. Ме подсетува. Она ти одзеде концентрација на
на десната страна. И не само на неа, можем да кажем. Дечки, може да идеме на реклами, Ивана нешто има работа. Да си иде дома. Има нешто обврски. Да, ја Јас ми кажат се- нешто. Ајде, еве ке им вртам грб се. Ајде, Петар, кажи од што се плашиш. Прво, имаш ли некој страф од баш онаков што е бубачка, куче, маче, не знам, темница? Јас се плашам од Господ. Добро, И само од него. добро. А од сам себе дали се плашиш? Тоа е на некој начин мојата совест. Бидејќи Господ е совестен, нели? Се друго ми е ирелевантно. И до сега? Како ти иде? Се трудам да си најдам оправдување секогаш и да се надевам дека ќе немам потреба во догледно време да купувам индулгенции за ми се простат гревовите, нели? Аха. Само како православен, а не католик, ја немам и таа привилегија да си платам за простување гревови, така да ќе морам веројатно да одам на исповед. Како тоа? После исповедта и готово, све се брише? Не сум се исповедувал до сега, не знам како е тоа. Да почнеш. Овие владиците ми викаат дека сум бил номинален христијанин. А не ме прифаќа за целосено. А јас им викам дека сум само верник, не религиозен. Ама доволно верник да се плашам од Господ. Добра, до сега си направил нешто што се викаш Боже, Петар, ова стварно не ти требаш. Па многу често грешаваме, ние сме грешници, ние секој ден правиме гревови. Збориш ли за себе? Се извинувам. Не смеам да судам. Па не смеш да судиш. Првиот Како грев го може? на- Цаки ништо не сгрешил, он само го развеселува на... Што Цаки? Првиот грев го направив сега. Те осудив. Е, па гледаш ли? Да. Па затоа ти... Тоа е прв грев. Значи не смеам. Ивана, го победи. Не смеам така. Немам, ни на тоа е памет тоа. не ми пада да те брану, Снеже. Сама си у овој. Се друго е. Сама. Многу ти фала, ја па Зашто- мислам, зашто јас женска сум- солидарност, нешто. Зашто и разбираш? еден од моите стравови е што во последно време што не сум би требало да сум повеќе богобојажлива. А, ти не се И плашиш. затоа внимателно го следам и не му контрирам. Кој што се спомне Господ, значи ти, ако Тука сакаш да веќе имаме напредок. гледаш На левата нога. Да стане постепено десна нога. На лева нога. И тоа ќе биде добар правец. Знаеш, Добар Ивана, како правец. треба, знаеш, добро. Кога Цаки, сме кај станувањето на лева нога, да кажам, да кажеш, Цаки, значи, оној моментот, потегот на Цаки го знаете ли? Со скокот. не, тоа ќе го кажам друго. Тоа ќе го сакам да кажеш, кажам. ама ајде друго кажеш. Јас од седмо оделение, кога сум во седмо оделение, било одамна, станувам на десна нога кога станувам спиње. Значи, од седмо оделение до ден денеска јас станувам на десна нога. Немам промашено ни еден ден. Било што да се случи, кога станувам секогаш на десна нога и тоа си поскокнам, цак на десна. Цел живот. Од седмо оделение. Тоа е суеверие. Некој ми кажа така како тоа суеверие, А како нема, некогаш ама на лева, ако си станал... нема шанси, јас не да Боже да станам на лево, нема што ќе биде. Ајде, стани сега на лево. Не, па Тебе, многу Цаки. години. Па храброст. Абе, храброст. Ако не станеш на лева нога, Не, тоа е- дека имам еден спреј за коса у зелено, а ако не станеш, ќе те Зелено? бојам зелено. Може еден чуперак сам овака да се направи. Стварно? Не на лево нема да станам секако. Види. Не, можеш Имате да и вие некоја и цел да ми суеверие? сварваш може. Ти како? Значи, од седмо оделение немам станато на лева нога. Добро бе, па сега Тоа е може ритуал тука за во во живот. емисија ќе те И така ќе остане измонтирам. додека сум подвижен. Види, добро. Значи, зелено те фарбам. Добро. Добро. После, кажи ми само за потегот, па ќе ги прашам другите. За потега за жумата ме прашуваш со скокам, така кажам. Тоа се случи, мислам жумата песната е снимена од давно, може има 10-15 години, сам 12, јас 12. најдов дека е 12 години. ти пратиш. Да. И Жумата е песната си успеа, цело време беше актуелна, меѓутоа го доживеа својот бум. Снимавме некоја емисија новогодишната од Прилеп, не знам каде беше. И тогаш играа и Македонија, Италија, ако се сеќавате кој изгуби Италија, не отиде на светско ради Така да ради нас. ради нас, така. И тоаш направија некој тамо деца, не знам како на Италија грбот, и ја како што скокам и го шутирам фактички фудбалот, Италија испаѓа од така. и од тогаш мислам Така. дека тргна тоа и младите сегде и по улица идам кај да идам, само ме треба да скокам, више и кичвам. Ќе видиме, на крај после ќе пробаме сите да скокнеме, бива? Ти проба преска малку, ама Пробав ти кажав. малку, ама штикливе малку. Добре, ми уште кажа, пробав. 30%. Значи тука сум ви направила едно изненадување, имате тука секој по една поговорка или некој цитат, тука вака ќе си брцнете
специјално за вас и да прочитаме што е вака тука лево десно. Кој е тоа проверите, мој? ќе видите, има по едно пусилче за секого. Овдека гледам пишува Жарко. Некој, Тоа Жарко после. некој на моју фотелју пред мене политичари седеја у краја га. Он си го најде Краја него. га, чекајте. Бога ми, подлибоко. Сигурно биле од левица. Чекајте, Бога ми до подлибоко. мене некој Бе, Жарко и ти ли бе? политичар го стварно најдов. има до Ти си мене. го најде своето, а? Да го прочитам? Да го прочиташ и ајде да го протолкуваме. Дали е точно тоа? Тоа се инаку некакви цитати изреки за храброст. Ајде. Прекрасно е ова. Што вика кај тебе? Само тој што ризикува, добива. Дали важи за тебе тоа? Апсолутно да. Прекрасно. Цел живот ризикувам. Никогаш не сум бил мирна вода. Секогаш сум и длабока, ама и немирна вода. Така да ризикот е мојот стил на живот. Така. Така да прекрасно мислам. Навистина Се погодило за тебе? Мото. Добре, окей. Ајде, Цаки, што пишува кај тебе? На Петар Ступи му пара лесно, а моето Тоа е тоа. мора да се пресрамиш за да успееш. Аха, мораш да се пресрамеш да успееш. Па да, Цаки, ти многу се до негде е срамиш. поврзано со мене. Ја за да успеев треба да се пресрам да почнам да пеам. Значи да ми помине срамот и бев многу срамежливо дете. Јас почнав уште на хор 8 година да пеам во школото и бев главен напред и сите ме путкаа, ајде јас доле главата у земја, дори не знам како да почнам. И мислам дека тоа беше моето прво пресрвување и од тогаш ми трна сега више немам гајле. Одлично, значи и тебе ти се погоди, добро. Ивана, кај тебе што вика? На муци се познају јунаци. Опа, Се бараме ние тука. На муци се познају. И таму ли политичар седеја? Тамо па. па таму е Таму. премиерот. О, Јас сум блиско до седи. политика. И Премиерот таму. сам Таму си е го премиерот. Премиерот седи кај личето го нема на премиерот. Па затоа. А чекај, еве најде. И среќни од добро. Добро е. Ајде. На муци се познају јунаци. Дали е така или не е така? И дали тоа важи за тебе? Не се прославив во една ситуација, не излегов јунак. Премногу е, може би тажна приказната да ја кажувам сега, но дефинитивно е во рамки на оваа изрека, па ќе се обидам. На нефрологија во Скопје лежеше мајка ми затоа што беше бубрежен пациент. Две од лекарките дежурни, постојано одејки да ја посетиме, спремајки ја за диализа. На мене и на сестрани, секој пат кога отидевме, ни велеа Куманово, Чевларски град. Дајте од тие ципеле тамо. Не сум јунак во такви ситуации, не поради тоа што се работи за член најблизок на семејството. Станувам коруптивна, затоа што нудам да донесам чевли во надеж дека мајка ми ќе биде излечена. На муци дефинитивно се познају јунаци. И покрај тоа што јас од таа ситуација не излегов како јунак, излегов како будала. Но тука во прашање се емоции и не може да бидеш будала ако си го мислела најдоброто за мајка ти. Иако тоа не е во ред. Не сум пријавила корупција кога требало. Не сум пријавила и тоа е на ниво на корупција. Јас сум само еден човек, веројатно, кој што лошо се справува во такви ситуации. Со тоа, но бидејќи беше голема мака, затоа и ја поврзувам со оваа поговорка. Убаво кажано, одлично. Добро, кај тебе Жарко што вика? Го најде конечно. Да, чути. Вика, потребна е храброст да направите будало од себе, Чарли Чаплин. И така е. Потребна е храброст. Тоа, како викаат, нели, секој ќе има 5 минути популарност некогаш у животот. Тоа е позната поговорка. Иначе, ние као, пак ќе кажем, као актери, тоа не е професионалност уствари која ќе видиш. Поготово кога играме разноразни ликови, ние не играме секогаш, не знам, доктор на науки или кралеви, знаеш. Комедијата кога ја играме знаеш, доаѓа од нискиот сталеж, од маните, Што ви е најтешко? Како? Која улога ви е најтешко? Колега водител, преземете ја функцијата, ве молам.
Па, видите вака. Благодарам на доверба. Не Тебе те за сака. Значи Петар тебе те сака, не ја сака. А Грим, Цаки грим исто флег. го сака. Не, јас сите ги сакам. Сите не Јас сака. сите ги сакам, пошто сум од Крушево, нели? Меѓутоа, актерите ми се посебно интересни како ментален склоп, Да, како менталитет. Спомна, нели, потребна е храброст да направиш будала од себе, односно дали ќе успеш или не. Сега вика дека голема е храброста во суштина да одиш од неуспех до неуспех и за на крајот, нели, да успеш. Колку неуспешни песни имаш ти или неуспешни кои што не поминале, но не те натерале да се откажеш? Или све е тоа успешно кај Се тебе? е успешно, нема неуспешна песна, секоја песна си е убава на свој начин. Ама не поминала најдобро. Па имам доста такви. Ние снимавме, еве као група ки сме да ги поздравим моите колеги, снимавме до сега, мислам дека 11 албуми. 11 албуми. Да. И посебно и на неколку фестивали што ме настапува, но јас пола песни не ги ни памтам, не ги ни знам. Повеќе да сум ги пишувал јас самиот. Меѓутоа, има излезено доста песни што успеале и останале. И баш ми е драго што и мали деца Така да. ги Син ми слушаат. да знаеш, син ми ја Да. кажа жумате, тоа- он ми рече, тоа ме значи, радува вика, мамо, и- тоа е легенда, значи невозможно е 19 години има. Значи како може, значи вика, Цаки да го снимиш, значи Цаки е врв, сите го сакаме. Така да, Фала, многу поздрав голем за него. комплимент е тоа од младата Ала, генерација. тоа баш ме радува и еве сега кога што настапувам, публиката е претежно млада. Повеќе млади, значи Тоа е тоа. и тоа ме радува, да. Така, одлично. Добро. Значи немаме неуспех. Кај тебе, колку неуспешни си имал или неуспешни стендап настапи или неуспешни, не знам. Јас, например, многу сакам и неуспешни работи кои што се случуваат од животот да ги применам во стендап. Тоа ми уствари материјал мене за колку повеќе ги има, тоа е подобро. Ја што се вика од тоа печалиме. Така ли? Па така е, колку по на стендап не можеш да излезеш и да кажеш јас сум сега цар, јас ова, нема комедија тука. Меѓутоа кој ќе ги кажеш сите оние мани, оние случаи, оние неуспеси кои што се случиле, тоа уствари е Аха, ти заработиш на неуспехот на другите. на мој неуспех. Ја користам само иронија, знаеш, се Да, шегувам само на своја сметка, така што да, никогаш нема неуспех или тоа може само да те мотивира ако имаш и лош настап за да направиш нешто друго што ќе биде добро, како се вика, нели, у сваком поразу јас сам видел дел слободе. Наравно. Милан Младеновиќ, да. И потоа гледаш да направиш нешто што ќе биде подобро од претходниот настап, нели? Добро. Ти, Петар, твоите неуспешни проектчиња колку ги има? Неуспехот е најдобра школа. Ама и најскапа. Особено ако си го учиш на свој пример и на свој грб. Ако не учиш од туѓи неуспеси. Добро е да учиш од туѓи неуспеси, меѓутоа не политичарите сме тврдоглави, сме, како се вика, доволно арогантни да грешиме. И да преживуваме неуспеси. Така да јас се справувам со тоа да ја менувам стратегијата и да продолжам понатаму. Имам една приказна која ќе биде многу пригодна и за оваа публика и за оваа емисија. Кажеш дека конкретни работи кажуваат? Во животот, Тоа е лагаш, што кажам. Извини. животот трчаш. Имаш маратон. На секој ќе се случи да се сопне на еден камен. Твој е изборот дали ќе го завршиш животот трчајќи околу каменот и плукајќи по него или колнејќи го него, а ќе останеш тука или ќе станеш, ќе се истресиш и ќе продолжиш да трчаш. Јас сум од овие што продолжуваат да трчаат. А каменот го оставам на Не ти другите. текнало да го земеш па да замаваш по некој со камен? Не, Оти. тоа го оставам на Господ. Добро. Ја продолжувам да трчам. Одлично кажано. Ми се допаѓа ова. Супер, добро. Тоа е дел од таа етика. Во Ајде. политика. Ивана? Која за чудо ја има. Зависи кај колку, да. Па да, Ама добро. Затоа си тука. апсолутно. Мојот неуспех беше кога бев повикана во канцеларијата на една директорка на едно основно училиште, каде што бев заменски професор по англиски јазик, затоа што сум ме тужеле
родителите, затоа што на еден родителски состанок сум рекла ваши деца су многу неваспитани. Не су хиперактивни, него су многу неваспитани. Ама тоа било многу храбро што си го направила. Па зборуваме за храброст, мислев денеска, нели? Немој да Па се значи плашиш. искреноста. Немој да се... Не, го надмина стравот. Така што тоа, за жал би кажала дека тоа е мојот неуспех. Затоа што седев од почит спрема одговорното лице, како што е директорка, многу подоцна почнав и јас како некој во нашата држава. Јавно се извинуju за овој, јавно се извинуju за тоа. Но на директорката немав потреба да и се извинам, на родителите. Па ич, ама не ми се допадна моментот кога некои од родителите ми пишуваа во инбокс: браво, свака ти част, тако и треба. А јавно има сосема друго мислење. Така што еве да речеме дека во образовниот процес, кога бев директно вклучена, сега веќе не сум, за среќа, јас го доживувам тоа како мој неуспех, затоа што седев како млада невеста у ќош, док ми директорка вика, директорка бира зборови. Па дури ме фати жал за њома. И бира зборови и вика, па немој бе, тој су хиперактивни деца, тој су наши деца. Ти знаеш ли овој татко му кој е? Политичар. Демохристи, некој си политичар. Паѓате на авторитети. Молам? Паѓате на авторитети. Не би рекла, јас сум само добро воспитана и... На нас бунтуровци, фамилиарен спорт ние да не паѓаме на авторитети. Од Крушев. Еве и син ми сега има истиот ми е од почетокот, да. И син ми го има истиот проблем во школа сега. Единствената мана му е што не паѓа на авторитети. А јас им викам на наставниците... Многу генерички ми е тоа, Петар, паѓаш на авторитети. Не ни земајте за зло. Не е детето виновно што се роди во тоа семејство. Семејна традиција ни е, гени се во прашање. Од баба Катица? Од баба Катица. Бунтуровци не паѓаме, не. Баба Катица, другите, од другите од бунтуровци е машката линија, не паѓаме на авторитети. Веројатно и затоа сме десничари. Неверојатно, туку веома врло веројатно. У подкаст рековме, дечки, добро. Храброст е тука ние ногаш. Све ние мога да пакнеме. Подобро ни одеше. Точно, подобро ни одеше. Па да одиме на реклами, па ќе продолжиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Ние привршуваме тука, подароците јас ќе ви ги давам. На крај да видам кој е најхрабар, колку ќе го надуете балонов до крај, значи да пукне. Ајде, цаки. Имам ја диафрагма, може колку. Имаш диафрагма Црвено ми падна. Па црвено ти падна, на тебе жолто. Жолто и сино, гледај како сум те. Значи јас давам подароци, вие можете да дуете последното прашање, чеке само за да го слушнете. слушнете. Слава пуќе во периодот. Дали сме храбри, што тука си седиме и вака сме си оптимистични во државава ние? Дали тоа е храброст или во суштина е некаква лудост кога сите гледаат кај да фатат џадето, да избегаат? Дали ние сме храбри или сме луди што се седиме? Ние сме храбри и тоа е доблескена. Така? Тоа е храброст, да. Храброст, а чекај Петар ти, не сум дала знак. Како? Ако чекав ја знак, ништо не прави во живот. Издувај го. Ако чекав ја знак... Дај да слушнам. Чекајте. Тачно сам знала дека прв ќе почне. Значи да ги вака дува се. балони. Значи Што ги дува, не ги Како издувава. беше она... Тачно сам знала кој ќе биде прв што ги дува. Мама е тој прв пазар. Значи дефинитивно се согласуваме дека сме храбри што сме во државава или не? Зависи од причината. Зависи. Еве сега ние тука што сме си вака што храбри седиме. сме, Не да. посматрачи, ако сме статисти, не сме храбри. Не, збориме за нормални Ако луѓе, сме нели што активни седат, не знам ја, да. учесници, па макар и на лева нога, ама учесници, почитувам. Свинјано. Не мене да иде. И колумната е за почит, и подкастот е за почит, и емисијата е за почит, и театарската представа е за почит. Бидејќи е обид да се менуваат работите. Обид. Успешен, неуспешен, небитно, човекот се обидува. Ме нервираат статисти или скриени коментатори. Посебно за лажни профили. Скриени, судаат на сите нас, главни судии се Јанке Седжи, секој ден дневно судат, секој што ќе сретнат, а ништо не презеле во животот. Тоа најмногу ме нервира. Ние И тие се преземавме најголемите кукавици во Македонија. Храброста е веројатно, Снеже,
Ако може да завршиме на овој начин, ако ми дозволувате. Да? Да, со задоволство. Кажи да завршиме со тебе, ќе завршиме па ќе ви давам Па подароци. храброст и да направиш свадба. Да. Да земеш кредит па да направиш свадба со 450 гости, нели? И тоа е. Но најголемата храброст во денешно време сметам, што сметам? Одговорно тврдам дека многумина од нас имаат многу добри идеи, меѓутоа најголемата храброст се состои во тоа дека треба да ги реализираме, да има конечна реализација. Храброст е и да не само да останеме тука, туку за да сватиме дали сме доволно луди да отидеме некаде надвор од нашата држава и дали сме доволно глупави да умреме во туѓина, а не тука дома. Браво. Баба кажа, но Може ли да не га може ли за дуваш, може ли за овој мудрост да не га дувам? Има да го дуваш. Може ли цаки, може не. Со цаки да га Со дува. цаки. Или Чекајте да ви Петар дам или подароци. Левичари ве цело време дува. Стои Или сега, јас Жарко. прво да ви дадам Ви подароци. први почнасте. И ќе ти кажам кога треба. Осоговски млечни производи за вас. Петар ги пофаливме, ги пробавте, 35 години на македонскиот пазар, повели Ивана за тебе. Многу фала. Прохигиена, значи средства за чистење, професионални средства за чистење, значи дефинитивно ќе ви биде по дома чисто, само напрскаш, избришеш и све е чисто. Сија се. Повели, сија се нормално. Дури не мора да бришиш. Само Не мора бе, не мора. А флорадикс, магнезиум, за да се бидете смирени, значи за добро варење, значи за добро да ви тече мислата, да не се секирате, да не сте под стрес. Повели. И да се Не, потиш, не да ти се треба. потиш да спие. На мене ми треба. Органска храна, значи овде ги имаме Алченеро, повели. Лоренти, значи тука имаме козметика за дамите и ти некаде ќе се отстрамиш, што би се рекло, ќе даеш женска козметика, Може да да. закачи нешто. Да, нешто да го закачи, закачи, да. Повели Ивана. Цив да дадам исто, зашто да не? И Да, тоа е да. окей. Од Лоренти ни е и ова Добро спречева. препорака е тоа. После доаѓа. За харчев винарија, темјаника го проба Петар. Што не пробав Значи јас? македонско вино. Темјаника. Темјаника. Сиренцево не го пробав. Со сиренцево ќе пробаш. Ладрија козметик, значи хрватска козметика на македонскиот пазар, јас ја користам. Значи дефинитивно потврдувам дека е супер. Фала, Снеже, Значи многу. тоа е од мене. Фала ви многу. За Божич вака поклонене За се подгледаш добива. ли како? Тоа дека многу ве Но. сакам и Благодариме. многу ми е драго што И бевте на во сите спонзори на емисијата. тебе. Да. И ти ќе си извадам своји подароци за тоа што кажав на почеток. Така ли? Добро. Све ќе дадеш што треба. На фарбањето не ти гине. 3-4 дувајте да видам кој најмногу ќе Во една надува. во една душа или Во една како? душа. Чекај Петар, ќе давам 3-4-5 кој ќе надува најголем балон. Во една душа, И вие и така ќе се поздравувам со гледачите. 3-4 почни. Ајде. Оцене. Недометно. Ајде бе, види ги командам ти. Ајде да видам. Или не види го. Па тоа е тоа. Браво. Како Музичар, гледај. Добро е. Пееш диафрагма. Може би порано Петар ми Значи, Саки и Петар победија. Вие пак ќе дојдете во А емисија. со намален капацитет сум наплуѓен. Гледаш, и замисли да А беше текпа да беше со... Сами се бев со пол Требаше со капацитет. хелиум да ни даеш малку. Да збориме. Ајде да се сликаме, завршуваме.